Здраво живо, добре дојдовте во 351-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Оваа фина понеделничка вечер, по изборното лудило во држава кое се уште ќе трае во наредниве денови, сепак можеме барем за момент да здивнеме и да се занимаваме со некои фини и убави работи, секако поврзани со прекрасната седма уметност. Вечерва емисијата содржи две подеднакви полувремења. Во вториот дел правиме постфестум на Астарфест 2011, а во првиот, сега веднаш на стартот, ќе се обидеме да ви ја пренесеме енергијата од снимањето на новиот македонски филм Балканот не е мртов, на кој од 24 мај во двете хали на Скопскиот сајам со полна пареа работат режисерот Александар Поповски и неговата филмска екипа. Да видиме и чуеме што забележавме деновиве таму. Ова е Филмополис 351. Стартуваме. Добро. Треба хајроле да ставиме да го прикриеме она. Дајте скала една, коки. Коки. Деновиве Балканот прилично популарен, впрочем како и секогаш, почна со дењето на младич во Македонија избори, истовремено се снима и Балканот не е мртов. Знаеш, секогаш мислам, помина, нема да видеах тој ден. 2001 кога помислев дека треба да го работам филмот, почна конфликтот во Македонија и мислев ова е грозно, мислам треба човек да ги работите баш кога се случуваат. И изминативе 10 години кога год се обидов да почнам, секогаш нешто се случуваше. И таа реченица провеува низ тоа реченицата од Чернодрински, дека нешто се случува, ама не се знае што. И јас мислам дека исто денеска Македонија живее во едно време кое што би можело да го дефинира оваа реченица многу добро. Значи нешто се случува навистина, а ќе видиме што. Кога го потпишавме новиот анекс договор со Министерството за култура, кај што ги надминавме сите недоразбирања, јас побрав 2 години кои се оптимални за да може еден филм да си ја затвори својата финансиска конструкција, за да може да дојде до моментот на снимање. Копродуценти се Аталанта од Словенија, Формула филм од Хрватска и Тестамент филм од Србија. Копродуценти што ги спомнав вложуваат по 10% од буџетот, така да тие во главном бараат да биде еден или повеќе автори да бидат вклучени во авторскиот тим, а некој дел од техничкиот дел, евентуално постпродукцијата да се работи кај нив. Актерите се исто така битни во преговарањето, бидејќи на нив им следува понатаму и да го продаваат филмот, зависно сепак од договора, да го продаваат во сопствените држави. Така да нив им зависи од тоа кој игра во филмот за да можат после да го рекламираат и да го прикажуваат. Добро се чувствувам исто како што вие се чувствувате добро во своја кожа на снимање. Секој ден не правам никогаш планови на ова снимање 2 дена унапред, секогаш земам од денот тоа што треба да се извади како максимум од сцените. Тие се доста различни и би било многу комплицирано кога унапред се разбира, имаме утабано, значи генерално се што треба. Али секој ден е некоја нова екзекуција, така да и за мене е возбудливо на некој начин. Дека работев представата, мене така ми дојде идејата за филмот. Толку беше филмично што едва правев представа. Значи театарот бара една покрупна драматургија, долги сцени, ама беше толку се исцепкано што викав во цело време за филм. А во овој период додека се менуваше и преработуваше сценариото и додека влегуваа разни автори учествуваа на изработката, доста се оддалечив од самата драма, а по друга страна задржав некои работи кои што многу ги сакам уште во самиот почеток. А тоа е јазикот на Дејан, кој што е прекрасен кога пишува оваа драма и главната линија, таа љубовна линија. Јас ја играм улогата на Ангја, а таа улога на светот, односно на Македонија, е позната како Цвета, например, од Македонска крвава свадба, со тоа што сега е преименувана. И тоа што јас играм е, по мое, за мене многу една едноставна психологија на едно младо девојче, а тоа е дека таа гледа се низ принципот на љубовта. Значи не калкулира во ниеден правец и во ниедна смисла. Мислам дека незиниот ментален склоп е 1 + 1 = 2.
сега таа како такво девојче, младо заљубено во Дамјан, инаку кога би поврзале со македонска крвава свадба спасе, си функционира така додека не е ставена во некои околности кои што и се непознати, невозможни и ништо не е јасно. Јас сум во формирање. Значи намерно не донесов премногу ствари унапред. Имам некои смерници, значи она што е клише, сите го знаеме, го играм Осман, кој што ја граба нашата Цвета или Анѓа во нашиот филм. И тука завршува клишето, тоа и податокот дека сум турчин. Се друго е поместено во некои други води, во карактеризација на ликот, во неговата психологија, во неговата неконсеквентност. На крајот од краиштата се обидувам да избегнам стереотип. Тоа ми е веќе условен рефлекс. Мојата улога е Расим. Тоа е аджутант, прв помошник на Осман, на главниот бек, односно главниот, се условно сватиме, негативец во целава приказна. Така да тука се движат негде моите задачи во целава работа. Ако е он малце по надвор, јас сум тој што ги смирува работите и внимава што ќе направи, како ќе направи во текот на сцените. Прво што направив е заборавив представата. Па не е едноставно. Треба да го отфрлиш сето она од театарот, да го заборавиш истиот ден, истиот момент, а истовремено на некој начин да искористиш некои фајлови кои што ти се лично твои, кои што се некои шорткатови за одредени некои технолошки работи. Јас сега почнувам да се занимавам практично со филм. Јас така некако го доживувам. Јас мислам дека дури сега ќе почнам помалку да се занимавам со филм. Јас сум во многу една природна состојба, многу ми е фино, дека работам, воопшто не размислувам за таа паралела, ниту на театарот, ниту на некоја корежија. Едноставно пливам како анамите во харемот, така пливам во филмот. Што прави Фолтин во филмот? Како се вика Фолтин во филмот? Па во филмот се вика Кемане оркестар. Снимив на една стара македонска песна и всушност учествуваме во создавањето на, као инсценираме создавање на таа народна песна. Инаку сме оркестар кој што на некој начин би означувал светски оркестар, мислам европски оркестар, значи преводот на го обележуваме преводот на музичарите од овој крај во едно ново време. Значи на некој начин граѓани на светот. Се инспирирам од времето, ама на еден, да речеме, повеќе уметнички, отколку точен политички контекст. Има многу места каде што вика тоа е Европска комисија, вика мораме да се покажеме, што ќе сме покажале. Пази, тоа е 900 и не знам која, 4-5. Таа реченица апсолутно денеска функционира. Во еден момент револуционерите додека разговараат го спомнуваат Букурешт. Денеска за нас Букурешт е еден вториот голем пораз кој што ни служи. Значи паралели колку што сакаш не ги пеналам, че ги пуштам да живеат. Во однос на неговото прикажување, мислам дека има заинтересирани пазари кои ќе сака да го прикажуваат овој филм. Нормално дека главен таргет нас ни е Турција. И во преговори сме со една голема телевизиска куќа од Турција, кога ќе го завршиме филмот да им го продадеме, они да го дистрибуираат и телевизиски, а се појави и заинтересирани кои сака да го прикажуваат и во нивната дистрибутивна киномрежа. Така да мислам дека овој филм ќе си го најде патот и на двете места. На турски Балкан, ако го поделиш на два дела, бал значи мед, кан значи крв. Значи они друго кажуваат Балкан, но ако се поделат, тоа е составено од мед и крв. И тоа е секој случај да е една чудна комбинација која што најверојатно затоа тој е таков непредвидлив, затоа дава нешто што е
прекрасно и сладко и убаво, а најверојатно затоа ја дава и оваа нека друга димензија која што помалку ја посакуваме. Што како чувство генерално на крајот ќе добие се уште филмот се снима нормално, меѓутоа како некако се чувствува во однос на самата филмска приказна, веројатно во 2012 кога ќе излезе премиерата, на што целиш најмногу? Па има неколку работи кои што мене ме фасцинираат. Тоа е првата е дека човекот може да се менува. И дека и треба да се менува, и дека работите не се дадени. Дури тогаш кога мислиш дека се е зададено и дека ништо не можеме да поместиме. И колку год тоа банално да звучило, еден од големите двигатели на човештвото е љубовта. И многу луѓе од таа причина направиле некои општествени работи и го поместиле светот во подобро. Мислам дека денеска тоа е нешто што сите го посакуваме потајно, бидејќи мислам дека премногу што се однесува барем до нашево општество го движи негативната сила, темната сила. Нас не фали на сите малку нешто што е една топлина, и филмот зборува за тоа. Во едни невозможни услови зборува за тоа дека со промената можеме да дојдеме до нешто подобро. И тоа ми е некако најинтересно. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајки се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. Тоа беа минутите посветени на снимањето на новиот македонски филм Балканот не е мртов, за кој се надеваме, познавајќи екипата која стои зад него, дека ќе испадне квалитетен македонски филмски производ. А сега, како што најавив на почетокот, вртиме лист и влегуваме во фестивалската зона, но не онаа канската која добро ја покривме во минатите изданија на Филмополис, туку онаа која се случуваше долу на југот во Струмица. Секако станува збор за новото издание на Астерфест, кое полека но сигурно си зазема место на домашната фестивалска карта со неговото веќе 7-мо издание зад нас. На почетокот го гледаме прилогот со информациите за годинашните лауреати, а потоа следи и разговорот со директорот на фестивалот Горан Тренчовски. Одиме со лауреатите на 7-миот Астерфест. Официјалното меѓународно жири на 7-миот меѓународен филмски фестивал Астерфест, составено од господица Сонја Хенричи од Шкотска, господин Кимон Цакирис од Грција и господин Сашко Насев од Македонија, ги донесе следниве одлуки. Наградата за посебни достигнувања Старозлатен проектор ја доби филмот Трикленд од Изабел Толенаер од Белгија. Брозената потковица му припадна на филмот Пандора од Виржил Верни од Франција. Сребрената потковица ја доби филмот Без љубов на Бриджит Стеармос од Данска, а златната потковица, односно Гран Прито на Астерфест 2011 му припадна на документарниот филм Шивачките на Билјана Грванлиева, работен во македонско-германска копродукција, која доби и наградата за најдобар домашен филм Ацо Алексов. Во име на авторката, која не беше присутна во Струмица, наградата ја прими продуцентот на филмот Огнен Антов. И сакам оваа награда да ја посветам на сите жени во Македонија, исто онака како што ја посветивме оваа награда во Сараево, на сите жени од Македонија. Сакаме да и оваа награда со Билјана да ја посветиме на сите жени во Македонија да бидат хероини на своето време, онака како што се прикажани во филмот како вистински хероини. И воедно сакам со оваа награда да ги охрабрам сите да вложуваат малку повеќе во документарниот филм, заради тоа што креативноста некогаш се потребни малку повеќе пари за да се изрази. Наградата за најдобар игран филм пак жирито му ја додели на Кафезот на режисерот Адриан Ситару од Романија, а наградата за најдобар анимиран филм ја доби Татковина од Хуан Диос Марфилм во шпанско-чешка копродукција. Жирито им честиташе на сите филммейкери кои учествуваа на овогодишниот Астерфест, изразувајќи го задоволството што тие и публиката во Струмица имаа можност да гледаат толку различни филмови со висок квалитет од цела Европа. Тоа беа лауреатите на 7-мото издание на Астерфест, кој оваа година се одржа од 27 мај до 31, кога со прикажување токму на победниците на ова издание на Астерфест и се заокружи
неговото последно издание. Како што најавив, вечерашен наш и ваш гостин Горан Тренчовски, директорот на Астерфест. Горан, добри дојде во Филмополис. Се надевам дека се чувствуваш пријатно во нашето студио. Секако, добро е, најдов. Астерфест го најавивме пред неколку години, ми се чини второто издание, беше наш гостин тука, или третото можеби така. Тогаш направивме на генерална слика за тоа што представува Астерфест. Еве веќе 7 година поред Струмица е домаќин на многу филмаџи, пред се од регионов, меѓутоа и од пошироко. Дали сега после 7 години Астерфест може да го дефинираме како фестивал кој фати некоја патека и која ја трасира, да речеме, за 10-то јубилејно издание, да види веќе некаква заокружена слика за тоа што тој представува? Секако, па, уште од 2005 година имавме јасна концепција како тоа треба да се развива. Нормално, започнавме со минимални средства, 3 години, речиси, не добивавме дотации од државата и од установите кои што треба да го поддржат. Веќе од 4-та година добивме така сигнали за поддршка и мислам дека без таа помош која што имавме пред се од градот, подосна и од Министерството за култура и Филмскиот фонд, да се развиваме во една манифестација која на некој начин строго ја профилираше кратката и документарната филмска форма. И во таа насока мислам дека имавме една единствена цел, да ги сплотиме авторите, не само од Југоисточна Европа, туку напротив да собереме што повеќе истомисленици од филмскиот свет, да направиме во Струмица да се чувствуваат сите како да се свои, сите да комуницираат преку јазикот на филмската магија, на филмот како една уметност која е безгранична, со безгранични филмски видици и секако да допринесеме да се спојат модерните технологии со културното наследство, односно со кинематичките простори кои што ги нуди Струмица како еден древен град, како една раскрсница на духовните цивилизации кај нас, значи не само во Македонија, туку и во регион. Колку Астерфест успева да анимира општествената заедница во Струмица, да се вклучи во сите сегменти на организирање на овој фестивал, а исто така и колку успева самите граѓани да ги заинтересира да го посетат, да ги посетат проекциите и случувањата работилниците на Астерфест? Па вака, морам да признам дека последните 2 години имаме значителен исчекор, радикален исчекор. Значи, ако пред 2 години некако правевме, се обидувавме да направиме комбинација од затворен и отворен тип на проекции, лани направивме една, би рекол, иновативна, би рекол... Чекор напред, веројатно. Да, мислам, една траса која што нормално кулминираше со патоказот на евроатлантските филмови, значи со филмскиот евроатлантски патоказ, за да ова година, би рекол, го направиме оној максимум, во таа смисла, заокружувајќи го мотото Струмица, отвореност, креација. Во ова насока промовиравме уште еден нов кинематички простор. Тоа е летната амфитеатрална сцена која што недалеку од центарот на градот, значи во градскиот парк, ја промовиравме како сцена, односно простор каде што филмаџиите ги гледаат филмските проекции до доцните сати, значи речиси до полнок, дружејќи се со филмските автори кои од различни страни на светот, од разни меридијани допатуваа овде и мислам дека со промоцијата на таа филмска сцена и покрај свеченото отворање во големата салонска, би рекол, атмосфера на националната установа Антон Панов, каде што собравме некаде околу 600 луѓе. Го кронисавме тој чин на 7-то фестивалско издание со задоволство и со заклучок дека навистина македонската филмска, културна и меѓународната јавност знаат да го ценат она што е новитет во полето на филмот. Значи, оној концепт кој што го започна во 2005 година со компетициите Астердокс, глобална фикција, а подосна се вклучи тука и анимираната категорија,
се развиваше во насока да компетитивно, значи жири ги оценува трудовите на авторите и да златната, сребрената и бронзената подковица станат на некој начин заштитен знак за валоризација на тие филмови кои што се надпреваруваат и секако специјалните лауреати, мислам тука на оние кои што добиваат награди за специјален придонес за својот опус. Ова година направија да фестивалот на вистина биде збогат со ексклузивни личности, како што е, например, Лајла Пакалнина, која што допатува директно од Рига, прв пат во Македонија, во Струмица, да, од Латвија, и мислам дека и медиумите и нормално оние кои што беа присутни најтопло ја препорачуваат неа како еден филмски еклатантен представник на последната генерација, значи на новиот милениум филмски автори кои што со својот сензибилитет направи се од себе со незиното присуство да ја спои Латвија со Македонија и да го приближи преку мастер класот своето искуство кон новите младите автори кои што доаѓаат кај нас. Така. Колку Астерфест во овие 7 години успеа да се поврзе со таа регионална мрежа на фестивали и на некој начин самите селекции на филмови да успее да ги донеси во Струмица, барем дел од тие филмови кои се прикажуваат на фестивалите во регионот. Ми се чини дека тоа е тенденција на секој фестивал овде на овие простори. Така. Од ова година имаме уште еден новитет, значи установивме институција селектор. Имаме селектор за документарната категорија, тоа е госпогицата Астрид Бусинг, која живее во Амстердам, и господинот Абу Елруп Омар, кој што живее во Белград. Обајцата се режисери, продуценти, културолози кои што ги следат случувањата на филмските фестивали во светот и нивна предност е што живеат во такви метрополи каде што се случуваат големи фестивали и нормално полесно им е да дојдат до квалитетен филм, полесно им е да запознаат автор кој што живее таму. Да речеме, госпогицата Бусинг живее на релација Холандија или Англија, затоа што и во Единбург има своја специализација на полето на документарниот филм. Ќе продолжи, секако дека ќе продолжи и мислам дека тука треба да ја продлабочиме соработката со најголемиот фестивал во Амстердам, значи ИТФА, каде што практично и на некој начин се прават тие контакти, мислам најголемите контакти. Исто така како новитет ова година е учеството на Гена Теодосиевска и Сунчица Уневска на тие веројаполските беседи и астер-портретите кои се случуваат во предворието на божествениот простор на манастирот Пресвета Богородица Елеуса во Велјуса, недалеку од Струмица, каде што просто немаше место, знаете, во дворот за луѓето, за оние добронамерници да се восхитуваат на нашето духовно пред се христијанско наследство и низ јазикот на филмската терминологија тие дискутира за творештвото на тие тројца лауреати и ова година на некој начин тоа беше магнет да сите дискусии, сите панели, сите трибини кои што беа одржани беа преполни. Значи просто немаше слободни места и ова го сметам како еден, би рекол, голем плюс што се случи. Значи еден голем, би рекол, исчекор и подем кој што ќе се надградува. Вообичаено после завршувањето на Астерфест, барем лани ми се чинеше таков случајот, во рамките на Скопското културно лето одеше селекција на филмови, дали се планира и оваа година тоа? Па сакаме да продолжиме таа соработка со Скопското лето, најверојатно еден блок на наградени филмови. Оние што не беа во Струмица. Да, можеби некои филмови кои што беа овенчани со награди, па авторите не беа присутни, така што ќе направиме сепак една таква специјална проекција каде што можеби представници од амбасадите или дипломатските представници на некои институции да присуствуваат на тој чин и да продолжиме таа соработка и нормално и со Скопје. Инаку имаме и една интересна замисла да во текот на летниот период, а и нормално следниот период кој што ќе не очекува да сите 72 населени места околу Струмица, значи во селата да организираме филмски проекции, тоа ќе биде така малку поголем зафат кој што ќе потрае малку подолго. Тоа е нели во нашата агенда, во агендата на Европската филмска алијанса, која меѓу другото се
занимава и со промовирање и афирмација на документарната и кратка форма и која што има крајна цел да се етаблира како своевиден институт за краток и документарен филм. Веројатно потешкутија ќе ги представуваат магарињата кои треба ги најдете, како поранешните патувачки кино кога се патувало низ Македонија. Ти благодарам за учеството во вечерашниот Филмополис и нормално успех со 8-то, 9-то, 10-то издание на Астрфест. Тука некаде и крајот на вечерашниот Филмополис 351, кој ќе го заокружиме со инсерти од лауреатите и наградените филмови на 7-то издание на Астрфест. Ви посакувам пријатна вечер.